Шахпаска, ако некој го слуша вашиот говор кој што го одржавте пред малку во врска со ребалансот, но некој кој што не живее во Република Македонија, ќе помисли и ќе добие впечаток дека пациентите во Република Македонија се лечат во клиника Шварцвалд со сите нишани и светски стандарди. Но реалноста е сосема нешто друго. Нашите пациенти се незадоволни, нашите лекари се незадоволни и секојдневно сме сведоци дека заминуваат во странство и имаме недостаток од медицински персонал и вие тоа многу добро го знаете. Јас би ве запрашала во нешто со околу вашите ветувања за 100.000 денари плата на лекарите, а и покачувањето кое што го ветивте, еве веќе трета, четврта година сте на власт и не може веќе да се правдате со тоа. Говорите за некаква градежна експанзија во регионот од кој што и двете доаѓаме. Јас ќе ве потсетам, почитувана колешке, на еден детал, дека 100.000 граѓани од источниот регион се излажани дека ќе добијат здрава вода за пиење и сигурен систем за наводнување на земјоделските површини, но со намалувањата на средствата на хидросистемот Злетовица, за кој што имав многу амандмани и кој што секако вие ги одбивте, за жал тоа ветување нема да го исполните. Во вашите реплики спомнавте и кинески провизии, нешто за кое што вие сигурна тема во која што мислит бомбите и така натаму, но, почитувана колешке, неодамна се појавија нови бомби и нови скандали, па би било добро да кажете докаде скандалот со директорот на фондот за пензиско, кој што Ден Дончев, кој што шведската фирма Дија Верум, мислам дека беше, ја навел да не инвестира во Република Македонија и тоа останува на истражните органи да видиме докаде е тој случај рекет 2, 3 или не знам веќе кој. Докаде е состојбата со клиничкиот центар кој што очигледно дека тој самиот призна дека 5 милиони евра треба да плати државата за раскинувањето со договорот. И докаде се тие договорите кои што очигледно сакате во 4 очи да ги склучите за изградбата на новиот клинички центар. Спомнавте дека лековите веќе нема редици во аптеките. Јас не знам, очигледно или не одите во аптека за да ги видите редиците на пациенти кои што чекаат лекови и многу други ваши ветувања. Еве едно како да кажам, ветување кој што сте го дале, еве прв пат го гледам, ќе изградиме 3 хелиодрома во прва фаза, а уште 4 хелиодрома во втора фаза. Благодарам. Ја го